Благодарам, председателе. Врз основа на членовите 150 и 151 став 2 од Деловникот на Собранието на Република Македонија на предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за социјална заштита по скратена постапка го поднесуваме следниот амандман. Членот 1 се менува и гласи: во Законот за социјална заштита, Службен весник на Република Македонија број 104/19, 146/19, 275/19, 302/20, 311/20, 163/21, 294/21 и 99/22, во член 60 во ставот 2 зборовите 62 години се заменуваат со зборовите 57 години, а зборовите 64 години се заменуваат со зборовите 59 години. Овој амандман се предлага со цел да се овозможи родител кој има дете со попреченост да користи траен надоместок на порана возраст, односно правото на траен надоместок го остварува родител кој се грижел за детето до неговата 26 годишна возраст, без истото да користи услуга на вонсемејна социјална заштита, е невработен и не користи право на пензија. По наполнувањето на 57 години на живот за жена, односно 59 години на живот за маж, да го оствари правото да користи траен надоместок. Функцијата родител на дете со попреченост треба да се смета за многу сложена работа. Грижата на родителите на децата со попреченост бара многу вложување и напор, па дури и физичка сила, а соочувајќи се во секојдневните обврски и предизвици, сето тоа е исцрпувачки за секој од родителите, поради што родителот на детето со попреченост заслужува да користи траен надоместок на порана возраст. Ако со овие предложени измени се опфатени 13 родители, се мисли на предложените измени за возраст за жена 60 години, а за маж 62 години, што беше предложено со предлог законот од власта, со намалување на старосната граница за 2 години, следствено би било со намалување на старосната граница на 57 за жени и 59 за мажи, да бидат опфатени 30 родители. Мора да се земе во предвид дека овие родители не биле во можност да го остварат правото на вработување поради специфичноста и тежината на попреченоста на детето, неможноста и немањето поддршка од институциите, училиштата, граденки, дневни центри, недоволната инклузија во тоа време. Овој амандман е предлог како би се решил долгорочниот екзистенцијален проблем на оваа категорија на родители. Благодарам.